Македонска интернет телевизија Пеланет продолжува со разговори со интересни гости од сите области. Денешниот наш гостин има многу што да ни каже на повеќе теми. Јас ќе го представам како прво борец за правда, затоа што на социјалните мрежи секогаш знаеш да го истакниш својот став, да се бориш против нечии размислувања кои што според тебе се погрешни, да реплицираш некому кога треба да се реплицира. Второ би те представил како писател во најава, бидејќи се уште овие две книги за кои што денеска ќе разговараме не се издадени, ама се во завршна фаза. И трето, како војник. Дали може такво представување? Може. Владимир Милетич е во нашето студио. Добро ни дојде. Добре ве најдов. Поздрав до сите гледачи. Повод за денешното наше дружење, за денешната наша емисија е најавата за две книги, чии што насловни страници ќе изгледаат баш вака. Овие се насловни страници од српското издание, затоа што прво ќе излезат на српски, а потоа и на македонски јазик, да се надеваме до крајот на годината. Првата е Ја легионар или Јас легионер. И втората Преживели смо Писту леопард. Вака може би за оние кои што не те познаваат, твоето име не им значи многу, но сепак човек со големо животно искуство и во Македонија и надвор од Македонија, благодарение на твојата професија која што ја имаше одбрано според некој склоп на околности, нели? Рековме ќе почнеме со книгите. За какви книги станува збор, затоа што јавноста не те знае досега како писател. Најавата ја имаше на социјалната мрежа Facebook, дури луѓето од сега се предплатуваат за твоите книги, затоа што самиот кажа дека нема да бидат во голем тираж испечатени, барем не на почетокот. Ајде помалку за двете книги да слушнеме. За какви книги станува збор? Првата книга Ја легионар, подпишана е Као Василич Милан, тоа името значи кој го имав јас веќе, нели, додека бев во легијата на странци. Таа е уствари пишувана како некој дневник. Значи за сите тие 5 години што се случувало, како се случувало. Значи не е тоа книга која ќе ги обработува темите сега. Сме биле, нели, негдека сме војувале таму, тоа и тоа е правено. Тоа е едноставно книга која ја одразува мојата внатрешна борба. Дали е тоа правилно? Ја што веќе се најдов на тоа место таму или не е правилно. Втората книга е чисто пишувана како еден прирачник за една добра авантура, кој што сакам ја да кажам, пошто ја по принцип значи сум авантурист голем. Значи тоа се некои искуства од обука на преживување во Француска Гвајана и во Џибути. Вториот дел на книгата Преживели смо Писту леопард, или на македонски ја преживеавме пистата леопард. Ќе биде исто во форма на дневник, меѓутоа дневник кој се базира значи на делот на обуката кој е извршувана во Џибути на Гранд Бара и на Југо-Француска Гвајана на писта Леопард и на писта Жагуар. И сега да појаснам малце, тоа се две писти уствари, тоа е камп Цефе во Француска Гвајана во близина на Сент Лоран де Марони на река Мана. Тоа се значи два тренинг центра. Писта Јагуар и писта Леопард. Значи едната е дугачка 25 км, другата е дугачка 47 км. Дали имаше многу балканци во легијата? Не. Или ти беше еден од ретките? Па ја бев еден од ретките. Мене инструктор ми беше, сега ќе ви кажам, инструктор ми беше мене Анте Росо во Гвајана и на Корзика, при падобранска обука. Анте Росо претпоставам дека знаете кој е. Така? Он беше началник на генералштаб на Хрватска армија. Ми беше инструктор Дејан Јефтич, исто београѓанец. Осим нив двајца, значи, тоа време Мило Радулемек беше, меѓутоа не го знам лично, јас го немам видено таму, мислам дека еднаш кога го имам видено у Нимс, меѓутоа никад повише го немам ни направено муавет со него. Немаше балканци многу. Дали може бевме тогаш четворица или петорица. Кој период беше во? Тоа е 89-94 година. 5 години? 5 години, да, еден договор, значи првиот договор го подпишуваш на 5 години. Во легијата после можеш да бираш од 6 месеци до
пак 5 години да си го подпишеш договорот. Сега не знам какви се условите, меѓутоа тогашни услови беа тие. Така. Дали секој може да пристапи во легијата на странците или сепак треба добра физичка и психичка подготвеност? Секој може да се обиде. Така. Меѓутоа кој ќе помине таа преселекција и после селекција, па после инкорпорација, значи тоа е малце потешко. Пред се би рекол, значи стабилни психички особи може да го поминат сето тоа, не е битна физичката спрема, пошто самата физичка спрема, значи во време на таа обука до 18 недели што се случува во Кастеландери, веќе ја поминуваш и се стекнуваш, значи со физичка кондиција, со издржливост и тоа. Меѓутоа мислам дека сепак е главниот проблем тука психичката стабилност. Ја имав во еден случај, значи во Кастеландери, инструктор ми каже, вика, јас вика можам да ти набијам кондиција, вика за 10 дена да препешаш 10 км, вика без одмор, вика, али овдека вика ништо не можам да ти ставам, вика устедните 10 години. Така. Значи тоа е мотото што го држи сето тоа на вкуп. Така. Ти ми донеси и некои фотографии. Фотографиите ќе покажам дел вака и пред камерата, но ќе одати напоредно со нашиот разговор. Од каде се овие фотографии? Ова е, предпоставувам... Тоа е од француска Гвајана фотографија, таа е на писта Леопард сликана. Значи тоа е сегмент од фотографија, пошто немам дозвола, значи од луѓето да ги објавувам нив. Значи тука сум само јас. Така. Овде си под терет, предпоставувам. Да, тоа е борбен ранец, значи 27 кила. И треба да поминеш одредена... Треба да поминеш, значи 17 километри со тие 27 кила со класични пешадиски препреки, меѓутоа во вода. Дел и во... Или цело време во вода? Цело време си во вода. Значи тоа е дел од писта Леопард. Значи водата. Писта Јагуар нема вода. Дали секаде ги има овие бели капи кои што ги гледаме од на неколку фотографии ги видов или... Кепи бланкот е заштитен знак на легијата. Значи само легионерите носат кепи бланк, додека кепи ноар носат офицерите и подофицерите. Така. Значи тоа се оние црни капи. Така ќе можат гледачите да го видат и од поблиску. Да, дека сум многу млад. На 22 па, години. не си се променил многу. Па добро, не многу. Да. Сум се променил. Дали учеството во тие мисии како легионер ти ја вроди желбата за авантури и понатаму? Знам дека често пишуваш дека си бил во многу земји и по завршувањето на тој период. Посебно во афричките гледаме, и ова година беше и во Африка, на одмор. Ме влече Африка. Што таа љубов толку кон Африка? Па не знам, ја и као дете ја сакав многу Африка. Ја као дете, значи, благодарејќи на мајка ми и татко ми, значи многу шетав. Ја шетав цела Европа. Тогаш немав прилика да отидам во Африка. Меѓутоа ја сакав Африка превасходно, сега малце ајде да се насмееме, од гледањето на Индијана Джонс, првиот филм, значи го засакав тој Египет. Так. И стварно Африка ми беше еден императив. Меѓутоа ете, сплет на животни околности се погоди, значи да поминам скоро 3 години во Африка, во Џибути, да ја поминам Африка, значи од Чад, Сомалија, Руанда, обала на слонова коска, Сенегал, Мали. Предпоставувам дека како војник беше прво во армијата, во Југословенската народна армија, нели тој период беше ЈНА? Да. Ајде малку разлика од обуката во ЈНА до обуката во Франција. Има разлика голема, ја бев елитна единица во ЈНА. Значи бев подобранец во ЈНА. Значи таму отиде со некоја предходна кондицијска и... Не бев јас некој спортиста, ја додуше играв баскет, скијав, меѓутоа не бев значи некој активен спортиста, така? Значи немав некоја јака физичка кондиција за да можам значи сето тоа да го издржам. Не знам од кои причини значи бев регрутиран таму, тоа стварно не ми е јасно. Меѓутоа што се однесува значи до обуката таму и до обуката во Франција, значи тоа се две диаметрално спротивни значи војнички или воени доктрини. Значи тотално спротивни се. Додека во ЈНА се гледаше све на групно, нели, искажување на некоја дејност, во Франција значи повише
идеја значи на оној да се осамосталиш. Индивидуално напредок, индивидуален да се напредок. осамосталиш, значи во секоја ситуација за да можеш значи да се извлечеш. Така. Меѓуна не го правеше тоа и мислам дека и сега по мое мислење скромно мислам дека и тоа беше грешката на Јана што немаше значи таква доктрина, значи таков пристап кон регрутите во Јана. Дали имаш информација каква е обуката на сега веќе на новата на македонската армија? Дали можеби има некаква сличност или си тера по југословенскиот начин на Не, има, на обука? значи македонската армија го прифати тој НАТО стандард, за кој мислам јас дека не е нешто многу добар. Меѓутоа и си го тераат, што е најнормално, пошто веќе сме нели земја членка на НАТО. Така? И мораат сите значи да си го тераат тој дел. До 2001 значи обуката беше многу поквалитетна него што е сега, барем ви кажам значи од моја гледна точка, тоа не мора да е точно, меѓутоа тоа е мое мислење кое можам да го подкрепам, значи со некои нели факти. Али мислам дека обуката сега е намалена, значи намален е број на часовите на обука и едноставно не ми се допаѓа тој делот на обука сега што го има, значи поготово специјалните единици на армија. Дали овој прирачник кој што се подготвува може да им се најде, да им помогне на нашата армија? Па јас се надевам дека може. Се надевам дека може. Мада пак ви кажам, значи они работат по НАТО стандарди. Значи ова е прирачник кој е пишуван пак по некој си значи НАТО стандард. Значи у времето додека јас бев во Франција беше декларативна членка на НАТО. Значи НАТО за секоја мисија ги прашуваа французите дали ќе учествуваат или нема да учествуваат во евентуални мисии. Тоа се случуваше во Ирак 91, во Сомалија 93 година. Значи прашуваа и Франција значи даде одобрување. Да, ќе учествуваат наши трупи таму. Овие фотографии со камили се од Тие се од Чад. Тие се од Чад, тука е патролата е тој на граница со Судан, тоа е еден регион Кеј Доринга. Се вика на сама граница на Судан, патролите се вршени на камили затоа што блоковите на мотори се полнеа со песок. Многу и едноставно ќе заглавеа у песок и не можеа да тргат. И затоа со камили се вршеше патрола. Имам тука чест да видам две работи кои што претпоставувам ти се многу драги. Да. И се ем спомен, ем дел од твојот живот. Так. Ова е легитимација. Да, ова е воена легитимација или како што французите ја нарекуваат карт милитаре идентите. А ова е писмо на благодарност за учествување на мировни мисии во Сомалија и во Руанда. Така. Значи доделено од самата команда, значи на легија на странци. И доделено од Република Франција. Да, од Република Франција, да. Република Франција, од уствари Министерство за одбрана. Да, на Република Франција или команда на легија на странци. Значи интересен период кој што ќе биде опишан во две книги, кои што ги најавуваме денес и кој што беше и главниот повод нели да се видиме и да поразговараме, иако со тебе имаме многу теми за разговор. За разговор, да. Да, а инаку се запознавме на еден многу интересен начин. Бевме од една така наречена невладина организација, посочени јас ти и уште неколку други како големи мразачи на некого, затоа што сме коментирале на социјалните мрежи и не сме се согласувале со нивните ставови. На почетокот кажав борец за правда, нели борец за правда може да биде и борец во Сомалија или не знам каде, но може да биде сега поново модерно борец за правда и на социјалните мрежи. И на социјални мрежи. Кој што си го брани својот став по секоја цена. Да. И не согласува со од кога си активен на социјалните мрежи и како тоа да испаднеме мразачи на некого. Кој што нема да го изрекламираме во емисијата. Мислам дека бев еден меѓу првите кој отвори нели Facebook профил, мислам дека беше 2008 или 2009 година. Меѓутоа нешто поактивно почнав да се занимавам нели со тоа со Facebook. Негде кај 2017, 2016, 17 година, сега точно не се сеќавам кога. Што се однесува до нашето запознавање, стварно беше на еден многу чуден начин, меѓутоа ајде да седнем и да кажам заедничкиот нели
Мразач не стави во контакт. Така, не само мене и тебе, така, него и уште тројца луѓе, сега не ги споминјам. Така, во првата група, нели потоа имаше и втора група. Имаше и втора група, али на првата се заустави затоа што ние бевме као најголеми мразачи на дотичниот портал. Ако можем да го наречем. Не, тој има 200 портали, нема еден, дури не можеме и да го следиме. Зборам само за едниот портал. Да, кои се не. Зборам само за едниот, тој портал што беше. Така. Сега името да не му го споминам, не сакам да му го споминам името, затоа што стварно ми е огавно да му го споминам името. А иначе се знаеме. Нели бевме прогласени за мразачи само затоа што си имаме свој став и што не се согласуваме со неговите ставови. Да. Види, Шенал, во принцип, значи, тоа е портал кој е платен од негде као страна, сега нека да навлагам од што е платен, како е платен и мора да се го одработи тоа. Јас некој го сваќам, меѓутоа да не биде тоа на толку безобразен и толку вулгарен начин. Презентација на нешто со што самиот народ во Македонија, 80% од народот не се слага. Ти само погледни ги коментарите кои се. Значи, тоа се коментари кои се вулгарни коментари упатени кон него. А додека во нашите коментари немало никогаш вулгарност? Немаше вулгарност, немаше вулгарност. Секогаш беа со факти, со аргументи. Безобразна шега, меѓутоа, да, факти и аргументи, меѓутоа никад, значи, немаше вулгарност. Колку социјалните мрежи денеска создаваат херои и антихерои? Многу. Моја мислење е дека многу. Значи, доволно е 5 пати да те шеруваат, 5 пати да ти искочи име во негативен коментар, да бидеш антихерој или херој. Ти многу не се потресуваш, гледам, од негативните коментари? Не, уопште не се потресувам. Уопште не се потресувам, зашто едноставно тоа е дел на живот на социјална мрежа. Кога веќе споделуваш своји ставови, треба да бидеш спремен за критика, нели? Нормално, значи, ја не викам дека моите ставови се исправни или дека ставовите на некои се неисправни. Меѓутоа дај ми аргументи, значи, дај ми факт, убеди ме дека тоа што го мислиш е исправно. И јас тебе ќе ти верувам. Јас ќе кажам, да, во ред, моја грешка е, значи, секој човек прави грешки, не е нормално. Зашто иначе би седел и би слушал некој кога не се слагам со него, а да не му коментирам, значи, или да не му опонирам. Тоа веќе слушаш монолог или читаш некој монолог. Да, па. Ева, Зоран Радмиловиќ Радован трети имаше монолог. Па ако сакаме да гледаме монолог еден дел, ајде го пуштиме Радован трети, барем ќе се смееме. Или ќе одиме во театар. Така. И ќе гледаме веќе однапред спремена представа. Така. Да. Тоа што ме изненади во првиот разговор со тебе, кога се запознавме и го пиевме кафето, од една страна војник кој учествувал во мировни мисии, кој претрпел обуки, зацврстување на карактерот и на телото и на се, од друга страна уметничка душа, која што сака да работи на словни страници, на книги, да дизајнира, да... Како одат тие две работи напоредно една со друга? Не идат никако. Искрено пред малцен или зборев, пред емисијата зборев, значи, што сакав да бидам, нели, и што сум сега. Значи, јас сакав да идам на археологија, сакав да студирам графички дизајн. Меѓутоа, по некоја строга логика на татко ми, значи, ја бев запишан на граждан факултет, заглавен на граждан факултет, каде што него не завршив една година и реков ја отидов. Меѓутоа, желбата за дизајн и желбата за археологија ми остана и до ден денеска. И повраќањето од твоето учество во легијата ти продолжи со тоа што сакаше да го работиш? Да, првиот албум ми беше што го работев, значи после враќањето, тоа беше албумот на Тоше Проевски Сам во ноќта. Мислам дека Бобан и Даниел од Авалон беа тогаш продуценти. Они го издадоа албумот, тој ми беше прв албум што го работев. После го работев албумот на Ребека, па на Владко Илиевски, Ред Гарден, више да стварно не се сеќавам што имам работено од албум. Дизајни на книги, на вестници, како што ни кажа пред малку. Да, Економи прес Старт го работев, Утрински вестник. Значи работев доста. Знаеш зошто те прашувам? Во албански вестник работев во Факти, значи го водев целиот тој процес на графички дизајн и на печат. И што од Факти носам, значи изузетно позитивно искуство. Така, значи во работа со албанците, сега искрен да бидам и искрено да кажам. Значи страшно позитивно искуство.
Па предпоставувам дека кога е професионалноста во прашање не би требало да има вера, нација или кога се работи нешто професионално, без разлика дали сме во легија или сме во редакција на јазик, што може би не го разбираме, ама сепак твоја задача бил весникот да биде онака како што треба. И да изгледа. Значи приемчив за око. Внатре, значи, текстуално не навлага, меѓутоа е приемчив за око да биде среден и лесно читлив. Така. Значи, за некој кој што мислиме дека како легионер треба да изгледа можеби страшно, всушност се крие уметничка душа. Так. Понекад да. Добро, се надевам, ние нема да видиме таа во наводници мрачна страна. Или да се наврата малце и на тој делот од легијата. На самата прием, која веќе се пријавуваш во Обањ, имаше луѓе кои беа 2 на 2, значи огромни, и се онака ситен, додуше и повеќето луѓе беа онака не ситни, меѓутоа средна некоја градба, да. И сега ги гледаме, вика, покрај овие, ние не да нема да бидеме примени нигде, него ќе ни збркаат, уште ќе ни кажат во Франција не смеете да влезете у следните 50 години. Меѓутоа, дали веруваш, значи 90% од тие луѓе што беа крупни, што беа, значи, онака со мускули отпадна. Дали е тоа ради самата физичка конституција, дали не може да го издржат тој напор, пошто при секаков напор, значи голема тежина, срцето појако пумпа, значи многу побрзо се замараш со тоа. Значи 90% од тие луѓето имаат отпаднато од селекција. А процентуално, ајде вкупно да речеме од пријавените, колку продолжуваа најчесто? Барем искуството од тие 5 години додека беше таму. Зборам значи за тоа време. Значи зборам за времето пред 30 на години. Од 100 луѓе, од 7 до 10 значи ги поминуваа значи тестовите и после значи обуката, за време на обуката уствари отпаѓа сигурно некој си 30% од нив се откажува. Пошто кога веќе ќе се пријавиш, кога ќе дојдеш значи во Обањ или ќе дојдеш во Форт Женту Париз без разлика. Јас се пријавив во Обањ, значи тоа е некои си 15 на километри северно од Марсеј. Најнормално кога да си дошол значи у регуларна армија, као што беше у ЈНА. Имаш психофизички тестови, значи тест на интелигенција, лекарски прегледи, каде што примерно ги поминуваат, значи некои си 70% од луѓето, меѓутоа кога веќе ќе го поминеш сетото, кога веќе ќе отидеш на обук у Кастеландери, тогаш сваќаш значи во што се имаш ти впуштено. Значи тука почиња наше се нарекува дрилот. Значи тука е неспеење, тука е значи смалување на храна, значи дневно те ја смалуваат храната, значи негдека до 250 грама, значи дневно да изедеш. А се зголемува напорот и вежбите? Се зголемува напорот, да. Вежбите, значи не ти даваат да спиеш по 1 сат, нели, утекот на ноќта, те вадат на марш, обично у 5 сат, 5,5 е будењето, они ќе ти извадат у 4,5 сат време, ќе те тераат да маршира, значи идеме таму, примерно кажувам, идеме на кај Каркасон, тоа се некои си 40 на километри од Кастеландери и на пола пат те враќа и ти вика легни у кревет. Ти кога погледаш на сат, 5 сати, 4,5, ти имаш значи уште пола сат за спиење. Дали да спиеш, дали да не спиеш, а ти вика легни у кревет. Усредно ќе ти дојде, значи зборам додека е обука. Меѓутоа, значи тоа го челичено што се вика esprit de corps, заеднички дух. Значи веќе тука се гледа, значи кај си се упуштил, што си се упуштил и до кај може да стигнеш. Може би глупаво ќе изгледа прашањето, но дали финансиски е исплатливо учеството во легијата? Не. Ако си на тло на Франција не е исплатливо, сега мислам дека имаат плата негдека од 1200 до 1700 евра, значи подобраницата на Корзика. Ако некој каже дека се обогатил од легијата, значи знај дека лаже. Значи нема богатство таму. Един бенефит ти се мисиите каде што на времето се плаќаше, сега ќе кажам у марки, 30 марки дневно, значи зборам за мисии, ако идеш ван територија на Франција или ван територија таму каде што се... Тоа е плюс платата. Да, плюс платата што доаѓа. И бенефитот е што евентуално ако си ранет, значи не повреден, значи на зло на Франција ранет, значи во мисија, автоматски добиеш француско државјанство по една ливна клаузула, тоа е член на 27 или
8, мислам понивнивоен закон, каде што вика дека ти си французин по пролиена крв. Значи тоа е државјанство, нивно, меѓутоа не е преносливо, не може да го пренеси, значи на семејството, на дете, жена, било што. И уште нешто што би било интересно за нашите гледачи, прочитав кај тебе, разлистувајќи го профилот, дека на тие кои што немаат каде да се вратат, Франција им нуди доживотно да останат таму и на некој начин да учествуваат преку некои работи, преку организирање на правење на сувенири и други некои активности, сепак да бидат до крајот на животот прифатени. Дали таа можност му се нуди на сите или само на... В принцип се нуди на сите. Меѓутоа легијата се грижи секојаш, значи за своите луѓе. И ден денес без разлика каде се луѓето. Што работат и како работат, дали се ситуирани или не се ситуирани. Значи се грижи. Командата на легијата се грижи. Се грижи. Уствари се грижи преку организации. Ветеран де Лежион Етранжер, значи тоа е организација една која е стационирана во Лион и таму можеш значи за секаква помош да се обратиш. Од друга страна, тој дом за инвалиди, едниот од нив се наоѓа во Пилубие. Тоа е некои 40 на километри, провансанско село е Пилубие, 40 на километри од Марсеј. Тука се наоѓа и легионерските гробишта. Значи големи легионерски гробишта, значи тие се страшно значи средени. Ја имав прилика еднаш кога да отидам таму, пред да искочам, отидов едноставно да посетам значи пријател кој е загинат. И има уште едно, тоа е на Корт, тоа е на Северна Корзика, значи тука има еден дом за ратни инвалиди и за ветерани на легијата кои немаат каде да се враќат. Мада има и луѓе кои не сакаат да се вратат. Имаше и еден, мислам дека беше југословен, негде од Војводина беше, јас го немам запознаено, меѓутоа имам слушнато, кој останал тука, има фамилија во Југославија, имаше, меѓутоа едноставно не кеше човекот да се врати назад. Не кеше и тука си останува, идеш од време на време, идеш во Југославија. Значи еднаш легионер, цел живот легионер, така викаат. И според кажаното така и излегува. Види, значи тој е заеднички дух што го имаш за тие 5 години, уствари заеднички дух се создава тие 18 недели додека си на обука. Тогаш ќе видиш значи на кого можеш и на кого не можеш да сметаш. Кој ќе застане позади тебе, кој нема да застане позади тебе. Затоа дезертирството, значи дезертирството, зборам дезертирството од мисија, значи легијата многу строго се казнува. Некој што зборат нели глупости, ова ќе ти направат, она ќе ти направат. Едноставно не. Значи дезертираш, они може да те гонат до граница на Франција или до граница нели на некоја франкофонска земја, каде што си, меѓутоа поминеш до граница, значи они апсолутно те пуштаат, меѓутоа со тоа што тебе ја забранет ти влезот во Франција, ако те фатат, значи ќе си го служиш тој дел, ќе си платиш значи некоја казна. Ај ги немаш сите оние привилегии кои што ги имаат други. Без разлика све губиш, значи колку и да си години таму при дезертирање, значи све апсолутно губиш. Владимир, мене ми беше мило што ми беше денес гостин. Ќе се видиме уште еднаш со испечатени книги. Да. Ќе ги најавиме. Да, секако дека и на промоцијата ќе бидете викнати, пошто еве муабетот ни идеше како што ни идеше добро. Али сметате на промоцијата. Па доколку ни даде шанса, ние ќе ви помогнеме и околу организацијата на промоцијата. Секако, значи се е добро дојдено. Се е добро дојдено. Принцип, значи јас од свој личен буџет си ги печатам книгите, значи промоцијата значи ќе биде од моја страна, али еве имате и покана да можете и делот на промоцијата да го организирате вие. Зошто да не? Благодарам на поканата многу. Ти благодарам што беше наш гостин. Се гледаме, а ние, почитувани гледачи, се гледаме идната недела со друг гостин и секако ќе разговараме на други интересни теми.